Денес ви подготвих еден поинаков рамен леп. Гледав една документарна серија мислам дека беше за Узбекистан, каде што подготвува рамен леп на нешто што наликува на нашиот сач. Бидејќи јас немам такво нешто во мојот дом, многу сакам да имам, зверувајте, но секогаш имам пријатели кои ми помагаат да си ги остварам идеите. Денес ќе правам рамен леп на обратната страна на вокот. Добро ме слушнавте. Затоа морав да искарирам едно тесто кое функционира во овој случај. Сакам да направам една голема пита, ќе го искористам техниката на сукање и тегнење кори, кои ние ги правиме традиционално во Македонија за убави сукани пити. Меѓутоа направив тесто кое внатре има малку квасец. Намерно го направив тоа, бидејќи сакам од топлината на вокот тоа малку да се подигне и да добиеме нешто налик кора, рамен леп, кое внатре понатака ќе можеме да го наполниме. Ќе ви предложам 3 различни полнења, а вие секогаш може да додадете нешто по ваша желба. Најпрвин ќе го направиме тестото, заради тоа што ни треба време да стаса, додека потоа ги подкотвиме топинзите. За да го подготвиме ова тесто, секако ви треба брашно. Но најпрвин ги мешаме мокрите состојки, а потоа го додаваме брашното, бидејќи така можеме да ја контролираме целата постапка, односно колку што како ставаме внатре и да не направиме многу. Овој пат треба да имате меко тесто. Имам вода која е млака, секогаш користете за рецептот млака вода. Внатре имам мед. Овој пат ќе го стасувам без шекер, ќе го стасувам со мед квасецот, само заради тоа што сакам да имам како зачин медот да го имам внатре во целиот рецепт. Дајте му шанса, многу е вкусно. Овој мој мед е баш оригинален планински, па малку е зашекерен. Секогаш кога сакате да го вратите медот во неговата течна текстура, ставете го во топла вода, со се тегла, нека постои малку, ќе се врати, меѓутоа зашекерениот мед секогаш знаете дека е знак дека се работи за оригинален мед без примеси на шекерни сиропи. Ќе се стопи од водата. Внатре ќе го додадам сувиот квасец, имам овој пат половина лажичка. Ставам многу малку внатре сув квасец, заради тоа што ми е мало тестото. Ќе направам 3 кори, вие доколку сакате да направите понатака повеќе кори, односно да имате кори за да го нахраните целото семејство, секогаш доплирајте ги дозите, ќе ги прочитате во тетрадката, таму имате точни количини. Сув квасец, за оваа количина мене ми треба половина лажичка. Ќе го размешам. Малку за да се активира медот и топлата вода ќе го активираат. Внатре ќе додадам 2 лажици, секако маслиново масло Брилијант. Имам овие феноменални играчки од Карес. Не се играчки, многу сериозни алатки се, но јас буквално си играм со нив по цел ден во кујна. Ова е лажица. Ме прават многу попедантна и поточна во мерките, на страна од она моето тури тоа, толку. Карес ме направи многу попедантна во мерките. Ќе промешам уште еднаш, само да се соедини се. И со помош на лажица, ми треба дрвена лажица, ќе додавам малку по малку брашно, за да го соединам, а да го контролирам целиот процес на колку ми е меко тестото, треба да имаме измеѓу. Ни многу меко, ни, например, како за погача, не толку меко, ниту пак цврсто, како кога би правеле, може би, леп некој. Туку треба да имате измеѓу некоја текстура и треба да биде убаво измесена. Ќе го месам околу 5-6 минути, односно додека не добијам комплетно мазна структура. Целосно треба да биде мазно, без ни една грудка или нарамнина на тестото. Тоа ќе ви помогне, ќе ви овозможи еластично за понатака да направиме многу тенки кори. Мислам дека ми е доволно на почеток. Полека додавајте брашно на внатре, за да секогаш го имате чувството на допир и да знаете колку е меко тестото.
не знам дали ви кажав, го месиме 5 минути и 1 час треба да го стасувате. Ставете го на топло или искористете онаа финта која ја правиле нашите баби и мајки. Ставете во 1 сат малку врела вода. Од паријата до згора ставете го садот во кој ќе го стасувате тестото, покрите го со чиста крпа и дајте му можеби 45 минути во тој случај да стаса пред да го расукаме. Тестото го стасав. Сега ќе го расукаме. Јас ќе се обидам да бидам вешта и сите искусни домакинки да не ми замерат, но малку ми е повисок пултот, многу професионално знам да тегнам кори, да правам пита од сукани кори, меѓутоа пултот ми е малце повисок и може да ми биде малце поотежнато, затоа што не можам убаво да притиснам. И тестото веќе го измесивме, го стасавме, не очекувајте многу да порасне, заради тоа што ставивме многу малку квасец и начин на кој ќе го правиме ова е со тоа што ќе ја свртиме во октавата. Ќе пуштиме да се загрее, дајте му 7-8 минути, за ова ви треба воктава, така да може да си ја купите од Карес, преубав воке, многу е добар заради тоа што е лесен, доволно тенок метал за да може да еднакво да се стопли, а лесен за да може да ги вежбате техниките на фрлање во воздух. Ќе го поделам на 3 дела. И убави топчиња ќе размесам. Треба да ви бидат хомогени, заради тоа што ќе сукаме. Ова е звездата денеска. Едно од моите 5 сукала. Имам многу сукала, многу сакам сукала. Ќе ги направиме во топчиња. Секогаш кога сукате пита ви треба многу брашно, за да не ви се лепи по сукалото и лесно да ја растегнете. Ќе ги оставам малку да ме чекаат. И последната. Убаво навнатре да се спои целото тесто. Баш видите како е меко и гумено, нема никакви нарамнени. И ќе го оставам да ме почека додека му дојде редот. Вокот се топли, си уште не е доволно топол за да испече лепче. Ја ставам. И убаво ќе ги засукам ракавите и ќе почнам да тегнам. Начин најдобра за тегнање пита е рамно сукало, односно стап сукало, заради тоа што може да си дозволите да ја свиткате питата, да ја свиткате кората и многу тенки пити да направите, иако јас тука малку ми фали простор. И тегнењето пити и кори ни е баш традиција, на која сум многу горда што ја знам, само заради тоа што ме учеше баба ми, која 100 пати сум ви кажала до сега дека е ненадминат мајстор во месени работи. Мислам дека е позната во градот од Кочани, баба ми од кај на мајка ми страната, баба ми Лоска, која ме научи на сите тајни за месење, тегнење, сукање. Треба да направиме баш многу тенка кора. А ставив квасец, обично кога би правеле пити, никогаш не би биле тие направени од волку тенка од квасец, тесто со квасец, само заради тоа што тестото со квасец не оди во комбинација со питите тегнети, но јас го направив затоа што сакам да ми направи мејур, а потоа ќе го полниме како тортилја, помодерна верзија, не знам дали ќе одобри баба Милоска. Баш треба да направиме продирна кора. На прсти се качувам иначе за да можам ова да ви го покажам. Ова би го правила на трпезариската маса. А секогаш кога сакате да одите чекор, понапроти да направите нешто налик бурекот.
слободно. Користете чаршави и со масло помогнете си да ги истегнете корите во форма на лист. Ова е тоа што треба да го добиеме. Сега дека ми фали уште една. Да, уште малку да го истенчам. Не се грижете дали е правилна формата. Ќе оди врз вокот, само треба да го облее целиот вок. И за ова ви се потребни влажни крпи. Значи, од кога ќе заврши кората со печење, секогаш ќе ја ставиме на влажни крпи. Ќе дадеме 2-3 минути. Гледате, почнува да чади и ќе видите како почиња да се пече. Потоа со помош на сукалото ќе ја превртиме за да се испече од двете страни. Ќе провериме дали е еднакво испечена од сите страни. Да, мислам дека е, доколку знаете дека вокот не ви има целосно, не е загреан од страната, че слободно само свртете вака во текот на печењето, гледате дека не се залепува и на исти начин на кој ја ставивме, ќе се обидеме да ја превртиме без... Много е топло. Еве како изгледа питата. Само да се допече малку на средината, од крајвите е веќе многу тенка. И внатре ќе ја наполниме со прекрасноти кои ќе ги спремиме како топинзи. Веќе е готова. Оди во крпи, не се грижете ако се скине, внатре ќе ја полниме со во вид на тортилја, ќе оставиме малку да се здуши, за да омекне, за да биде еластична при полнењето. Продолжуваме со другите кори. Ги направивме корите. Ги оставив под влажни крпи за да се здушат, да станат гумени и еластични, а за тоа време ви подготвив 3 предлози како може да ги наполните овие големи пита лепчиња. Едната варијанта ми е инспирирана од она класично полнење за мафини, за вртена пита, таа е од спанак и фета сирење. Бидејќи овој топинг е малку, спанакот е жив, јас ќе го направам да биде топол. Односно, на една тава ќе загреам малку маслиново масло и баш количински убаво, бидејќи треба да ни биде вкусно кога ќе го конзумираме. Внатре ќе пропржам 2 чешниња лук. Ќе ги измечам за да бидат конфети и да го ароматизираат маслото. Ќе му дадам некоја секунда да се ароматизира маслото, а за тоа време ќе го подготвам спанакот. Тука имам баш убава грст спанак, но не се грижете, тој ќе намали својата димензија, бидејќи знаете дека спанакот во суштина е вода и во допир со топлина ќе ја намали далеку од оваа димензија. Значи најпрвин ќе го пропржам спанакот, ќе го исечкам на тенки лентички и ќе го пропржам. Немој да го обарувате спанакот секогаш кога можете да го пропржите, заради тоа што тотално е непотребна таа постапка. Знам дека ние традиционално знаеме да го обариме спанакот. Мислам дека тоа е задржано заради тоа што нели треба лист по лист да се измие и затоа што нашите мајки или баби верувале дека можеби не сме го измиле доволно добро спанакот, па секогаш се обарувал пред да се стави, дали е во манџа, дали е во
било кое полнење, јас би ве советувала тоа да не го правите, измите го убаво, исушете го и само директно пропржете го, бидејќи нема потреба да го вадите животот од него со 2 термички обработки, дополнително варениот спанак има сосема друг вкус од оној кој е вака пропржен во масло. Дајте му некоја секунда да почне да омекнува. Средна температура цело време. Или доколку сакате чекор понапред. Да одите, можете во гусана тава, имате гусани тави во карес, да го пропржите малку, па да го ставите на средина фета сирењето и да го ставите во резна да се испече, ќе добие дополнително запечен вкус, уште повкусно, ако имате време да си поиграте во кујната. Јас денеска сакам да ви покажам малку побрзи, нели, постапки. Убава. Дајте му некоја секунда да омекне, помогнете му со сол. Знаете дека солта ја истиснува водата од зеленчукот. Еве, гледате веќе колку ја намали својата димензија. И ќе го оставам малку да се обари уште повеќе, да прими од сите вкусови, а на средина ќе ставам половина калап фета сирење. Сирењето сакам да ја испушти целата своја вода и да понатака да направиме убав сос. Имам сува нане, мене спанакот и нането ми се совршен брак. Многу сакам комбинација на спанак и сува нане. Уште малку сол и малку свежо мелен бибер. Ќе му дозволам водата да изврие за да направиме, потоа ќе го притиснеме сирењето, се ќе измешаме и ќе направиме убаво полнење. Треба да биде посуво полнењето, така да дајте му некое време да изврие водата. За тоа време ќе го подготвиме вториот топинг. Избрав помодерна верзија за вториот топинг, односно пица верзија. Знам дека можеби ви делува нестандардно, заради тоа што делува дека тоа е традиционален начин на подготовка. Но се работи за вид на тортили кој има малку побогат вкус, бидејќи внатре ставивме малку мед и го сменивме текот на тоа како би се правеле тортили. Затоа апсолутно внатре си одговара да си направите пица топинг. Сега ќе извадиме првата, ета прва кора, ева како изгледа. И веќе мека и гумена, заради тоа што ја ставив во крпин. Начинот на кој јас би го направила овој пица топинг е тоа што би направила еден исечок по радиусот на целата пита. Ќе земам малку прво павлака, ќе намачкам на едната страна. Ќе зачинам со малку орегано, само малку. Ќе ставам малку кашкавал и ќе ја преклапам. На вториот слој ќе ставам малку кетчап, секако на витаминка. Ќе ставам повторно суво орегано, малку рендана пилешка шунка, ставете свинска ако преферирате. Малку кашкавал, за да имаме слоевито. Нема некаја причина зашто на овој начин ги редам слоевите. И повторно малку павлака. Орегано. Кашкавал. И ќе го ставам во микро. Ќе го ставам 2 минути, само за да ми се стопи кашкавалот и да имате нешто налик пица, ама да биде богато во вкусот. Затворете го, само да ви го покажам. Така изгледа. Не знам дали може да се забележи. И ќе го ставам во една чинија. 2 минути во
микро печка, само за да се стопи кашкавалот. На средна температура. Там дека веќе ми е готово. Второто полнење нема да го ставам во микро, заради тоа што веќе е топло. Ќе го иситнам сирењето. Совршено изгледа. Ќе го тргнем од оган. Втората кора. Ова е гумената веќе си помогнала да се исече самата. Значи правиме засек по радиусот. Ова го правам слоевито, ако сакате само завиткајте ролна во вид на палачинка. Јас го правам затоа што ми е убаво кога е слоевито зачинето и може да го најдете полнењето на сите страни. На 4 дела треба полнењето да ви се стави. Следната. Еве како изгледа едната кора. Другата само да ја проверам, да, веќе е стопен кашкавалот. Еве, втората. И последната решив да ја направам во вид на ладен сендвич. Сакам да ви понудам повеќе опции како може да ја исконзумирате. Сепак се работи за рамен леп. Конзумирајте го со сето она што ви се допаѓа. Третиот топинг кој сакам да ви го предложам е скромен хумус. Хумусот ќе го збогатам со маслиново масло. Да додадам директно во чиничката. Ќе му дадам малку убава димензија, ќе биде повкусен. Ќе го посолам, бидејќи хумусот знае да биде помалку солен. Натре ќе ставам црвен пипер. И ќе направам намаз. Имам еден домат, ќе го исечкам на тенки кришки. И имам свежа рукола. Последната кора, еве тука, не чека. И бидејќи малку ми се распадна, ќе ја направам поинаку. Ќе ја примачкам по крајот. Првата секогаш може да ви биде утната, само заради тоа што не сте сигурни дали е згрејан вокот се уште. И може да се случи да биде подсврста, да и треба малце повеќе време, слободно ставете ја во микро пред да ја сработите. Микрото ќе го ја активира водата внатре и ќе имате баш лесна и мека кора која може да се обработува лесно. Јас ќе ставам скромен домат, затоа што ми се допаѓа. Маслиново масло, сол, пипер, и свежа рукола. Добивте ладен сендвич. И тоа беше третата опција. Се гледаме за кратко.
тоа беше денешниот рецепт. Се обидов да ги измешам оние традиционални техники за тегнење кори за пита и да ги модернизирам и да ви покажам како да направите огромна тортилја, односно рамен леп кој има малку побогат вкус од онаа тортилја која сте навикнати да ја конзумирате. Сите продукти денеска повторно ги добивме од Пакет МК, а ништо не ќе беше возможно без нашите пријатели Витаминка, Карес, Горење и Пакет МК, кои цело време се грижат да бидам креативна во кујната и да ви понудам различни пристапи, можеби за традиционални рецепти. Ви понудив 3 полнења. Едното е во форма на пица, бидејќи одговара, самото тесто е благуњаво, фино, еластично. Другото е традиционално полнење за пита со спанак и со фета сирење. И трето кое е во форма на ладен сендвич кој јас искрено обожавам да го конзумирам. Се надевам дека ви се допадна и дека ќе не гледате и следите редовно. Посетувајте ги нашите профили, како и профилот на YouTube. Сето она што ве интересира како техника може да го најдете таму во сите видеа кои ги аплодираме веднаш по емитувањето на емисијата. Останете ми добро и бидете секогаш креативни. Сепак треба да се негуваме и секогаш да имаме различност па дури во кујната.